Почитувани присутни, почитувана македонска јавност. Кога по 3 години власт и криминализирање на целокупното општество и целокупното општествено ткиво, премиерот ќе ви рече мора да има правна држава, тогаш секој еден човек знае дека се работи за обично лицемерие. А уште поголемо лицемерие кога тој човек ќе каже по цели 3 години власт дека мора да се испита иметот на судиите и обвинителите. И нема да помине ниту ден потоа и ќе го смени истиот тој став и ќе каже дека требало да се прочистат само неколку обвинители и судии. И тука има два логични заклучоци. Првиот е прашањето. Кој го спречуваше тоа да го направи до сега, имајќи во предвид дека апсолутната власт е токму во рацете на Заев? Значи, одговорот е јасен и се работи за несакање. И вториот заклучок, зошто само да има проверка на имот на суди и обвинители, а не на изворот на корупција во оваа држава, политичарите и носителите на јавни и државни функции заедно со нивните семејства. Впрочем, сеопфатна проверка и испитување на потеклото на имот беше моја иницијатива и предлог, каде политичарите и нивните семејства нема да бидат иземени како и останатите функционери од таквата проверка. Но целта на оваа пресконференција не ми е да го коментирам Заев. Впрочем, секој ден има демант на неговите ставови и политики. Било да е тоа од извештајот на UNDP за неравномерен развој или она на економист дека сме меѓу 10 земји со најголема невработеност кај младите, денес целта ми е да обрнам внимание на дефокусирањето од страна на власта на реалните криминални афери кои го разјадуваат нашето општество и не прават земја во врвот по корупција во Европа. Тука сакам да споменам неколку афери и скандали за кои власта пред се инструираното обвинителство молчат. Сењето на магла и фрлањето на пердови кои треба да задоволат ниски страсти во политиката со цел да се разводени и заборави вистинската улога на главните во криминалниот октопад и да се оправда Заев кој е дел од таа стратегија. Впрочем, тие одат по принципот сите се виновни, само Зоран Заев е честниот. Па колку и тоа да звучи парадоксално, сакаат преку скапите кампањи да не убедуваат дека тоа е таа вистинска вистина. И токму затоа, еве, после 5 месеци е совршено јасно зошто власта на Зоран Заев го загуби интересот за носење на закон за независно обвинителство и кому му беше интерес обвинителството да остане под политичката капа на Зоран Заев. Практично им требаше ова обвинителство и не сакаа закон за тоа обвинителство да се смени, за да имаме неказнет криминал, а јас го говорев ова тогаш и го повторувам сега. Власта нема интерес за закон за обвинителство затоа што сите овие афери кои се случуваат во низа сакаат да останат несанкционирани. Ке наведам неколку примери на афери каде се запоставуваат главните прашања, а од обвинителството нема никаква реакција. Започнувам од првата афера, тоа е аферата Рекет 1. Никој во оваа држава не смета дека криминалот и рекет од 8 милиони евра е можен од само 2 до 3 луѓе, особено ако се знае дека цел државен врв беше во организација на Бојан Јовановски. Но нив ги нема на обвинителната клупа. Воедно нема никаква постапка и не се испитува улогата на поранешниот генерален секретар Кирацовски, кој беше споменуван во овој случај, а постојано се плетка истрага против Ременски, која за разлика од сите останати има влез и излез од обвинителството. Освен ова, како што пренесоа дел од медиумите, во исказите на сега веќе осудениот за рекет, наводно се говори дека прецизно е посочено дека Бојан Јовановски станал посебно нервозен откако добил информација од владата дека е пријавен од страна на бизнисменот и од страна на лицето кое што е веќе осуден за случајот рекет. Тоа потврдува дека владата и тоа од највисокиот врв биле во тесна комуникација со прво обвинетиот Јовановски. Кој е тој кој може да даде таква информација? Би сакал исто така да го повторам сведочењето на Бојан Јовановски кој што велеше дека доколку се прегледаат камерите од видеонадзорот на неговата куќа, јасно ќе се види кој е лицето кое што ја изнесува торбата од неговиот семеен дом. Понатаму, медиумите пренесува дека во истрагата
се споменува и действие со кое прво осомничениот сакал да издействува од одредени кругови финансиски средства со цел да биде ставено одредено лице за прв човек на голема компанија, каде државата има удел. Таква поставка е само возможна доколку некој од владата вети дека ќе помогне за такво именување. Ова само отвора сомнеж дека грбот на Бојан Јовановски се наоѓа во зградата на Илинденска, каде Зоран Заев во овој случај да даде исказ и дали воопшто се зборува за овој случај. Уште едно неодговорено прашање е зошто првиот човек на македонското здравство, Венко Филипче, договорал партнерство за болници со шоуменот како Бојан Јовановски во неговиот дом. И што барала? И што договарала министерка од владата во домот на Бојан Јовановски по покренување на официјалната истрага? Обвинителството молчи за рекетиран угостител од Охрид, за луѓе од Битолско на кои им биле нудени бизнис понуди, меѓу другото од посредници на власта. Освен аферата 1, тука е аферата Рекет 2, за која се уште нема обвинение. Бизнисмен со име и презиме посведочи дека му бил баран откуп од власта, од Фондот за здравство, а осудено лице од Рекет 1 е омилениот лик за матни трансфери и во Рекет 2. Воено пипците на оваа афера одат и до Струмица, а таа улога треба допрва да биде расветлена. Да не се заборави аферата Вирус, каде владата, исто како и обвинителството, е без одговор. Бизнисмен вели дека посредник пратен од поранешниот директор на Агенцијата за лекови барал мито за да тргува со одреден лек. Нема никаква истрага, а уште помалку обвинение за овој случај. Аферата инсулин открива дека е уништен инсулин вреден илјадници евра, чиј рок на траење не е истечен. Министерството и Филипче тврда дека бил со сомнително потекло, но тогаш, ако е тоа така, каде е постапката за одговорност кон тие кои го набавиле? И нели тоа е прикривање и противправно дејство, ако сето тоа е вистина? Или пак неа говорат вистината како и за се друго? Потоа нема одговор ниту која државна институција констатирала дека е сомнителен инсулинот, што укажува дека не е сомнителен инсулинот, туку сомнителен е министерот Филипче, кој нема афера, каде што е Заев, а да не е тој вториот партнер во незе. Инсулинот го нема, ама нема ниту истрага во обвинителството. Аферата со централата Тето открива сомнеж дека преку бизнис политичко-судска шема е направен обрат од црни 200 милиони евра преку руски тајкун во кој е оштетена државата и акционерите. А со тоа се разбира посредно и граѓаните. Фиктивен стечај преку кој се испумпувани милиони, а сомнежот оди до првите луѓе во владата. За тоа нема никаква реакција од владата, ниту пак од обвинителството. И нема да продолжам за илјадниците претходно отворени и дознаени афери за кои нема никаков епилог. За набавката на хеликоптерите, за Леонардо и за системот за навигација, за пратеникот со недозволената субстанца, за градоначалникот насилник, градоначалникот снимач, за градоначалникот трговец прекуграничен со недозволени материјали, за случајот со прислушкуваното обвинителство кој се заборави. Реакција нема затоа што се работи за едно исто тело, за брак помеѓу мафијата, власта и делот судско-обвинителската фела. Оваа власт, освен тоа што е извор на криминал, е главна пречка за правдата. И затоа се блокираат истрагите за десетици афери, за да не се дознае улогата на првите луѓе на владата. Ваквото бегање од одговори е и аларм дека им се ближи крајот и дека ова се очајни обиди да се одбегне одговорност. Ако Зоран Заев сака правна држава, тогаш правната држава налага одговорност за Рекет 1, Рекет 2, Рекет и така натаму, инсулин, Вирус, 200 милиони евра криминал и сите останати афери. И затоа треба јавноста да се фокусира кон прашањата од кои бега власта, затоа што таму е вистината. А вистината, иако е болна за власта, убеден сум дека ќе се дознае.
А подознавањето мора да има одговорност. Затоа што без одговорност нема правда. Обновата ќе дојде и тоа ќе значи надеж и апсолутна, безусловна правда за секога. Ви благодарам. Повелете, ако имате прашања, поставете. Ви благодарам. Господине Мицковски, моето прашање е зошто не присуствувавте на годишното обраќање на председател Пендаровски во собранието? Неканет гостин е недоброденен гостин. Не бев поканет на инаугурацијата, не бев поканет на ова новогодишно, еве вие наречете го обраќање на господинот Пендаровски, бидејќи никој првиот пат беше протоколот грешка, сега ќе слушнеме претпоставам нешто слично, без да има никаква одговорност. Така што лицемерието на максимум, едно се зборовите, едно е реториката, она што го слушнавме, можеме да кажеме дека една бледа копија на она што ние како ВМРО ДПМН го зборуваме, но испораката за жал ја нема. Накратко, не бев поканет и затоа не присуствував на обраќањето на господин Пендаровски. Добро, тоа беше и мое прашање, како го коментирате обраќањето на Пендаровски, во него тој воедно повика и на помирување, на граѓанско помирување, исто така и на прочистување во судството. И уште едно прашање, дали конечно ќе ги дознаеме имињата на вашите министри? Видете, многу едноставно да се констатира што не е во ред, како диагноза, но прашањето е тие луѓе што имаат можност каков рецепт за надминување на таа диагноза нудат. Јас не слушнав од обраќањето било каква понуда, освен, ќе кажам, неколку работи кои што ги скопирал од она што ние го говориме недели наназад. Поврзано со одговорност не само на суди и обвинители, туку и на политичари, нивни семејства, поврзано со лошото функционирање на судовите, обвинителствата и така натаму. Јас апсолутно не слушнав од господинот Пендаровски некаква понуда, да каже ова и ова треба да се направи. Така што помина тој говор како што помина, претпоставувам тој ќе биде задоволен, неколку мина околу него ќе му викаат браво шеф, одличен беше, но за жал по ништо нема да остане запаметен овој говор на господинот Пендаровски, освен со тоа што не успеа да снајде храброст, еве, без дозвола на неговиот стопан, да го повика лидерот на опозицијата да присуствува по втор пат. Првиот пат беше нели на инаугурацијата, сега е по втор пат на неговиот новогодишен или предновогодишен, како да го наречем, говор. Имињата ги немаме, кога ќе ги имаме, јавноста ќе биде благовремено запознаена. Благодарам. Да. Како ги коментирате резултатите од истражувањето на Транспарентност Македонија, кои вчера беа соопштени, според кои три институции, Царина, Министерството за здравство и труд, се најкорумпирани во државата? Јас како што кажав, сето она кое што го говори Зоран Заев изминатиот период на дневна основа се демантира од страна на меѓународни институции. Тука ќе го споменеме и оној извештај од UNDP, каде што вели дека практично неговата класична политика кога велеше едно општество за сите се распаѓа. Ние сме на дното во регионот. Држава последна по тоа што нашето општество нуди еднаква можност за развој на сите граѓани. Така што потоа економист, каде што Македонија е трета земја во светот, каде што имаме најголема стапка на невработени млади луѓе, од друга страна ќе ви понудат онаку помалку лицемерно 120 денари за оброк на студентите и сосема на крај вие реферирате на оној извештај од Транспарентност, каде што практично она што јас го зборував денешната пресконференција, една од тие институции, тоа е Министерството за здравство, се констатира дека практично представува институција каде што корупцијата царува. И не е оправдување дека и во минатото било така. Ако било така во минатото, треба да се преземат мерки да видиме да ги лоцираме виновниците. Кои се тие кои што во минатото направиле да тоа министерство биде корумпирано, но гледаме дека и актуелната менаџерска структура во тоа министерство, која што ја предводи СДСМ или господинот Венко Филипче, продолжува и ја зголемува, тоа го констатира Транспарентност Интернационал. Разочарување, секој ден имаме разочарувања, деманти на политиките кои што владата ги прави и ги соопштува на јавност. Кога го спомнувате случајот Рекет, билете дека на снимката кај што се изнесува торбата од домот на Боги се гледа кој е лицето, дали вие сте ја видела снимката?
Не, јас само се повикав на сведочењето на господинот Бојан Јовановски, осумничениот, кој што рече, ако не ви е јасно каде заврши торбата Луи Вуитон, погледајте снимката од безбедносните камери во мојот дом и ќе ви стане јасно. И никој до ден денеска не го постави тоа прашање. Како тој кажа, така се затвори за јавноста, се надевам, еве денеска, бидејќи ја го поставам тоа прашање, дали истрагата ги прегледа снимките од домот на Бојан Јовановски, дали од тие снимки можеме да заклучиме кои се гостите кои што го посетувале господинот Бојан Јовановски и конечно на крај легитимно прашање до истрагата дали од таа снимка од безбедносните камери во домот на Бојан Јовановски може да се констатира каде завршила торбата Луи Витон. Бидејќи самиот тој тоа го кажа во процесот. За 15 на минути ќе почне комисиската расправа за измените на изборниот законник. Вчера ја закажа во 14 часот. Нејзиниот претседател Кирацовски рече дека ја закажува, но дека смета Моли Бога да не заврши. Практично Политика таа е политиката во СДСМ. Да стигне. Како коментирате тоа што влегуваат во процедура овие измени кои што ги предложи власта со помалите партии кои што предлагаат една изборна единица во ситуација кога имаме 6-7 илјади амандмани и практично е известно дека до распуштањето на собранието не може да влезе на пленарка. 3 години ги преспа. 3 години имавме декаденција, примитивизам, разочарување, понижување и денеска ние станавме држава каде што владата на дневна основа побрзо од Усеин Болт на 100 метра ни лиферува закони во рамките на собранието. Имаме во еден ден 200 закони кои што беа лиферувани. Имаме покачување на плати, на пензии, сето тоа 3 години го преспа, негативни беа претходно мислењата и сега веднаш сега им текна дека тоа треба да го направат, не случајно се разбира, мисля дека на тој начин народот ќе заборави за сето ова што го зборува, со сиот примитивизам, декаденција, понижување, омалажување, криминал, корупција и сега најнаш со 500 денари плюс, вие ќе купите неговата волја и тој ќе заокружи за СДСМ Зоран Заев. Тоа така не иде и тоа ќе го видат на 12 април 2020. Вклучително и ова за што вие ме прашувате, а тоа е изборниот законник, каде што денеска повторно екзибиционистички почнуваат една процедура која што ако беа честни и честити ќе ја почне една година порано. Немаше сега на 3 месеци пред избори да ја почнуваат, обидувајќи се да ни кажат дека ако се сменил законот, тогаш ќе имало поголема демократија и поголем број мали партии ќе биле дел од македонскиот парламент. Јас тоа го зборував во минатото и го коментирав, еве ќе искористам и оваа прилика да дадам одговор на вашето прашање. Ако ја споредите Македонија, да речеме со една Естонија, со една Словенија, отприлика географски и по број население идентични држави, ќе видите дека во нивните парламенти немате повеќе од 7 до 9 политички партии. Во нашиот имате 23. 23 политички партии. Една Германија, ако ја видите исто таму, кај нив немате повеќе од 9 политички партии при 715 пратеника. Погледајте еве Британија, ве последен пример колку партии влегува во британскиот парламент. Дали ние сме позрела демократија од британската или пак од германската? Јас би рекол дека не сме. Ако не сме, тогаш ајде да се вразумиме, да седнеме и да преговараме. Тоа го предлагавме и тоа го правевме со СДСМ. Дојдовме до договор пред да заминам на службено патување во Франција, дојдовме до договор. Договорот беше со заеднички вовед, каде што велиме дека сега поради краткото време, односно 3 месеца до изборите и препораките на ОПС и ОДИХР, не сме во состојба да го смениме изборниот законник, но веднаш по завршување на изборите се обврзуваме да седнеме со СДСМ и да разговараме. Под 1 за промена на изборниот модел и под 2 за промена на изборниот модел во насока на тоа да имаме така наречени отворени листи или преференцијален модел кој што освен во Косово каде што се броја гласовите еден месец и каде што имаме 3 пати повеќе на важички ливчиња, не би можел да реферирам на некоја друга таква држава за следните локални избори. Да кажете премиерот ги лажеше малите партии во меѓувреме бидејќи со вас преговарале. Вие извлечете го заклучокот. Јас нема да се служам со тоа ги лажеше, едноставно не беше честит и не беше искрен и не ја говореше вистината, ги кажам. Еве ова е вистината. И што се случи потоа? Имаше 2 текста. Велиме, изберете го тој кој што вие мислите дека е добар, еве ние ќе се сложиме во ред, за да добиеме потоа порака дека тоа не било политички доволно за нив и затоа они се премислиле ова што сме се договарале веќе не важи
И сега ќе треба повторно вака екзибиции да правиме пред јавноста, да не ја говориме вистината, да се срамуваме, црвенееме и тоа е суштината. Така што повторно СДСМ, Зоран Заев, Радмило Шекерински, Оливер Спасовски и тие таму малкумина обожаватели на ликот и делото на Зоран Заев, повторно не се искрени и честити пред граѓаните и повторно партискиот интерес е над државниот интерес и се случува вакво срамување и ја оптеретуваме јавноста со небитни теми. Док ќе дојдам до суштината. Темата за нив е битна, затоа што наместо сега вие да ме прашувате за рекет 1, 2, инсулин и така натаму, ние зборуваме за тема која што е затворена и апсолвирана. И затоа ве молам, немојте да насемнувате во овие политички стапици кои што ги предува Заев и Шекеринска. Суштината е како да дојдеме до вистинските сценаристи, инспиратори и организатори на криминалот и корупцијата во оваа држава. Тоа е суштината. И јас сакам за тоа да зборувам и за тоа да барам одговори. Изборниот законник сега не може да се промени. Ќе се промени после изборите, ќе седнеме, ќе разговараме. Заедно го договоривме. Ќе разговараме и за моделот, и за преференцијален, непреференцијален и така натаму. Сега нема време. Но ајде да збориме за ова. Ајде да збориме за криминалот. Ајде да видиме што има во таа камера, која што е инсталирана во домот на Бојан Јовановски. Кој е тој што од влада му дојавил на Бојан Јовановски, кој што видно нервозен како што шпекулираат медиумите, му се јавил на веќе осудениот во случајот рекет 1. Ајде да видиме што се случува со сведочењето на бизнисмените кои што биле жртви на рекет. За тоа треба да зборуваме. Тоа е суштината. А ние ако се зборуваме за изборен законник, суштината ќе изгубиме. Изборниот законник, ваков како што го предлага СДСМ, не се искрени, не ја говорат вистината, не се честити и нема да биде донесен. Ова е суштината. Дали виновниците ќе сносат одговорност за овој криминал? Ние нема да бидеме подобро општество ако имаме преференцијални листи или нема да имаме преференцијални. Али ќе бидеме подобро општество ако инспираторите и сценаристите на ова сносат одговорност. Господин Мицковски, зборувавте за рекет, па во таа насока едно прашање. Иако ви е политички противник, да кажам, господинот Љупчо Палевски веќе 4 месеци не му се слушнало ни трага ни глас. Еве ние баравме одговори од српските органи, никој ништо не кажува. Оно што се шпекулира во јавноста е дека кај него постои некој USB на кој што има наводно некои инкриминирачки материјали за господинот Заев и некои други политичари. Сте побарали ли вие некакви одговори каде е Палевски, жив ли е, здрав ли е, дали е точно ова што се шпекулира во јавност? Истото што вие сега ме прашувате, истото јас сум слушнал дека постојат некаков вид на такви материјали. Сум слушнал и се шпекулира во јавноста дека постои некое такво USB стикче кое што во судски, односно во обвинителството е заведено под број НСКРО 74/17 и дека на тоа стикче има подоста работи кои што може би треба да се позанимава македонската јавност, но сето ова е на ниво на шпекулации, јас немам потврдени информации за ова за кое што вие ме прашувате и за тоа кое што јас го слушам, но навистина ако е ова точно, тогаш е катастрофално и го повикувам обвинителството, дури и до таму се оди во тие шпекулации дека тоа стикче било најдено во моментот кога е вршен претрес кај една од осомничените во случајот рекет 1 и дека се наоѓа во обвинителството. Така што ако е ова вистина, која што вие ме прашувате, а јас исто така го слушам на ниво на шпекулации, тогаш навистина ќе биде уште еден пораз за македонското обвинителство, за македонското судство и доказ дека се тие денеска реформирани од како што велеше порано Зоран Заев Сваровски во Луи Витон правосудство. Ако нема прашање, ви благодарам.